Вести на Канал 8, добродојдовте. Родителите на учениците основци преку анкета се изјаснуваат за настава со физичко присуство или онлайн следење. Основните училишта во државата се подготвуваат за новиот начин на спроведување на наставата, кој е планиран да започне од 1 октомври. Во оние училишта и градови каде што дозволуваат условите и каде што може да се спроведува настава со помал број ученици и во градовите каде што нема голем број заразени од COVID-19, Министерството за образование и наука даде задача на наставниците и одговорните во училиштата да ги повикаат родителите со цел да пополнат анкетен прашалник преку кој ќе се изјаснат дали се за онлайн настава или настава со физичко присуство на нивните ученици, која ќе започне наставата од 1 октомври. Затоа деновиве интензивно со почитување на протоколите и мерките за заштита од COVID-19 се повикуваат родителите и преку анкетен прашалник се изјаснуваат за начинот на изведување на наставата. Од она што до сега се изјаснија родителите, може да се заклучи дека повеќето се за настава со физичко присуство, велат од училиштата. По добивањето на укажувањето од Министерството за образование и наука дека треба да спроведеме анкета дали родителите се изјаснуваат за онлайн настава или физичко присуство, тоа веднаш почнавме да го спроведуваме од вчера и веќе овде доаѓаат родителите, наставниците ја објаснуваат каква е ситуацијата, им нудат двете опции или која е дадена од Министерството, дали да биде онлайн наставата или со физичко присуство. Инаку можам да спомнам дека досега денешниот ден и вчерашниот ден имаше помалку родители доаѓано. Најголем дел од родителите се изјаснија за физичко присуство на своите ученици, односно наставата да ја следат овде во училиштето. Министерството за образование и наука донесе посебен протокол за изведување на наставата во воспитно-образовните институции, кој протокол училиштата треба да го следат. Од училиштата од Кочани велат дека се спремни за почеток на учебната година. Сите хигиенски подготовки се во тек. Набавени се средства за дезинфекција, како и хемиски препарати. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и полицијата со превентивна кампања за подигање на свеста на возачите за важноста на безбедноста во сообраќајот. Во рамки на кампањата Вози одговорно се делеа флаери со цел едукација, превенција и подигање на свеста на учесниците во сообраќајот за последиците и ризикот од неодговорното однесување. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со Оделението за внатрешни работи Кочани и Министерството за внатрешни работи спроведува сообраќајно едукативна активност со цел едукација и подигање на свеста кај учесниците во сообраќајот за одговорно учество и за важноста на безбедноста во сообраќајот. Активноста е дел од кампањата Вози одговорно. Представници на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Кочани на улицата Маршал Тито делеа едукативни флаери на тема штетните последици од неодговорното учество во сообраќајот и управување на моторно возило под дејство на алкохол, под мотото Вози одговорно затоа што животот не дава втора шанса. Воедно на учесниците во сообраќајот и минувачите им беа делени брендирани заштитни маски со логото на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со цел заштита од COVID-19 и подсетување за одговорно однесување и во однос на вирусот и почитување на мерките за заштита. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата направија статистика на починати и повредени во сообраќајни несреќи и истакнуваат дека фактите покажуваат дека факторот човек и понатаму останува доминантна причина за предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици. Изминатата година на ниво на држава 132 лица го загубија животот во сообраќајни незгоди, а околу 6000 лица се повредени. Оваа година статистичните податоци покажуваат дека за првите 6 месеци имаме значително намалување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди, меѓутоа сепак, со оглед на тоа дека станува збор за човечко здравје, дека станува збор за човечки животи, не можеме да кажеме дека одредена бројка е задоволителна. Наша цел е што помалку загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди.
Политичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи продолжуваат да действуваат во рамките на летната кампања, затоа што податоци се покажуваат дека токму во месеците јуни, јули, август и септември имаме најголем број на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди. Денешната активност е дел од летна кампања која се реализира на ниво на цела држава, каде што беа посетени повеќе од 20 градови, а денес сме овде токму во Кочани со цел да испратиме порака до граѓаните на Кочани да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да бидат одговорни учесници во сообраќајот. Пораката што сакаат да ја принесат преку спроведената активност е: чувајте се, затоа што се работи за вашиот живот и за животот на сите учесници во сообраќајот. По успешното имплементирање на проектот за собирање и селекција на пластичниот отпад од земјоделството во општина Чешиново Облешево, истиот продолжува и во општина Зрновци. Носител на активностите е Сдруженијето Екотим Исток од Кочани во партнерство со Екопроект КО-ДОО и локалната самоуправа на Зрновци. Сдруженијето за екологија и заштита на животната средина Екотим Исток од Кочани и општина Зрновци подпишаа договор за реализација на проектот Селектирај пластичен земјоделски отпад, преку кој ќе се гради систем за правилно постапување и управување со отпадната пластика во земјоделството. Заедно со партнерската компанија Екопроект КО од Кочани ќе се работи на обезбедување потребни ресурси за собирање и селекција на пластичниот отпад од земјоделството, како и вклучување на најмалку 10% од земјоделците во општината да менаџираат со пластичната отпадна амбалажа. Целта е да се постават темели на еден поинаков третман на отпадот од земјоделието и да се подигне свеста за здрава и чиста животна средина. Зрновци е избрана токму затоа што станува збор за мала општина во која 90% од населението се занимава со земјоделие, па резултатите можат лесно да се забележат и да се измерат. Се очекува да бидат собрани и предадени на рециклирање 300 кг пластичен отпад во земјоделството, истакна координаторката на проектот Ирена Мирчовска. По подпишувањето на договорот на неколку локации во општина Зрновци ќе бидат поставени посебни садови за одлагање на пластичниот отпад. Исто така ќе се изработат и ќе се дистрибуираат флаери и постери со едукативна содржина, како и со мапа со точна локација на собирните места. До крајот на ноември оваа година ќе се организираат и најмалку 5 средби со земјоделците. На нив тие ќе се запознаат со штетното влијание на пластичниот отпад врз животната средина. За реализација на проектот Селектирај пластичен земјоделски отпад во општина Зрновци се обезбедени 3470 евра како финансиска подршка од Европската Унија. Пандемијата со коронавирусот го намали склучувањето на бракови во Кочани. Оваа година, споредбено со истиот период лани, има за околу 60 бракови помалку. Според извештаите на Оделението за водење матични книги во Кочани, чии канцеларии пред 2 години се преместени од полицијата кај Фондот за здравство, истакнуваат дека до 1 септември 2020 година има склучено 115 бракови во Кочани, што е значително намалување на бројката на склучени бракови во споредба со истиот период лани, кога до 1 септември имало склучено 171 брак, а во текот на целата ланска година биле склучени 264 бракови. Оваа бројка ни оддалеку не е можна годинава, велат од Оделението за водење матични книги во Кочани, базирајќи се на податоците дека поголем број од браковите се склучуваат во текот на летото, а сега поради корона кризата бројката значително е намалена. Предходните години сепак имаше задоволителна бројка на склучени бракови, по околу 270 до 300 бракови годишно, бројка што оваа година не е ниту на половина. Истата состојба е на ниво на цела држава во сите градови, не само во Кочани. Забраната која што беше воведена од владата за организирање на поголеми прослави, свадби, крштевки, поради состојбата со коронавирусот, се уште трае, а паровите кои се одлучуваат да стапат во брак се регистрираат во матичната служба, а оваа свеченост ја прославуваат само со најтесното семејство. Како една од главните причини за намален број на склучени бракови, паровите ја наведуваат корона кризата, која што драстично влијае и на нивната економска стабилност. Од друга страна пак, бројот на разведени бракови во првата половина од 2019 година е поголем во споредба со истиот период оваа година, што значи пак дека и бројот на разводи се намалува.
Петок Кочани ќе биде домаќин на мотоциклистичко дефиле со учесници од повеќе градови од државата. Настанот е во рамки на одбележувањето на Денот на независноста 8 септември, а поради пандемијата со COVID-19 ќе изостане присуството на мотоциклисти од соседните држави. Одбележувањето на Денот на независноста 8 септември е повод Кочани повторно да биде домаќин на традиционалното 29-то поред меѓународно мотоциклистичко рели на моторџиите од целата држава. Нивен домаќин ќе биде мотоклубот Желки од Кочани, а дефилето е планирано за петок 4 септември. Најавено е присуство на околу 300 учесници од повеќе мотоклубови од Македонија, кои ќе продефилираат низ кочанските улици. Иако настанот вообичаено има меѓународен карактер, поради состојбата со COVID-19 годинава ќе отсуствуваат мотоциклистите од странство. Почетокот на дефилето е закажан за во 11 часот од градскиот стадион. Ќе се вози до шопинг центарот во Кочани, каде што граѓаните ќе можат да ги фотографираат мотоциклистите. По представувањето во Кочани, дефилето ќе продолжи во Дојран, каде што е планирано ноќевање. Во наредните денови, мотоциклистите ќе возат низ централниот дел на државата со ноќевање во Охрид, а последната тура ќе се вози низ Западна Македонија и завршница во главниот град Скопје. Инаку, на моторелито во текот на трите денови ќе учествуваат и членови на мотоклубот Желки од Кочани. Нашиот мотоклуб е прв регистриран во источниот дел од државата, а воедно е и член на Мотоциклистичката федерација на Македонија. Следува информацијата од спортот. Џудо клубот Гладијатор од Кочани од оваа недела почна со реализирање на редовните тренинзи. Поради состојбата со коронавирусот, активностите се спроведуваат на отворено во дворот на основното училиште Малина Попиванова. По паузата поради епидемијата од COVID-19, џудо клубот Гладијатор од Кочани продолжува со редовните активности. Од оваа среда почна со реализација на редовните тренинзи, при што целосно се запазуваат протоколите за здравствена заштита, односно се одржува пропишаното растојание од 1,5 метар, а се спроведува и дезинфекција на рацете на сите членови. Исто така се мери телесната температура, а обезбедени се и маски за заштита на секој член. На првиот тренинг, покрај редовните членови, присутни беа и председателката на клубот професор Вера Шекеровска, како и доктор Едита Манова, која воедно е и клубски лекар и член на лекарската комисија при Џудо Федерацијата на Македонија. При тоа, Минова имаше и свое обраќање до членовите на клубот во однос на протоколите за заштита од COVID-19. Од џудо клубот Гладијатор информираа дека тренинзите ќе се одвиваат на отворено секој понеделник, среда и петок, со почеток од 18 часот и 15 минути во дворот на основното училиште Малина Попиванова. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.